Почитувани гледачи на ОТВ, добре дојдовте во уште едно издание, редовно, петочно, во 19 часот на Отворени муавети. И оваа епизода ја посветуваме на денот кој што беше пред точно 4-5 дена, а тоа е 12 мај, светскиот ден на медицинската сестра. Медицинските сестри се оние кои што секојдневно се грижат за нашето здравје, секојдневно не пречекуваат во болниците, во ординациите, во приватните амбуланти и се оние први лица кои што ги гледаме кои имаме некаков проблем. Сега светскиот ден на медицинската сестра не е само ден за да им кажеме некој декларативно вично благодарам, а е ден кога треба да им се слушне гласот, ден кога треба да се даде можност да имат што да кажат. Денес со нас во студијата Елизабета Настевска, председател на медицинските сестри за примарна заштита. Здраво! Добар ден, ви благодарам на поканата. Како си, Елизабета? Супер, одлично. Ти благодарам што ја прифати нашата покана и да поразговараме на неколку теми кои што се поврзани со вашата исклучително благородна професија. Имавме не толку одамна една случка на глобално ниво кај што точно вие застанавте на првите борбени редови, ама за тоа ќе разговараме малку подоцна. Би почеле со тоа како вие оваа година го одбележавте светскиот ден на медицинската сестра и претходно на недела на сестринството. Така, ќе искористам оваа можност јавно на целото македонско сестринство, уште еднаш да го честитам 12 мај, денот на медицинските сестри, односно 5 мај, денот на акушерките. Тоа на интернационалната недела, значи, започнува секоја година во период од 5 до 12 мај, односно 5 мај денот на акушерките, 12 мај денот на медицинските сестри. Имено Сдруженијето, член сум на Сдруженијето за нас, односно унијата на Сдруженијата предводена од Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки, стоматолошки сестри за нас. Имено оваа година неделата на сестринството започнавме со еден велелепен настан во Битола, каде што Сдруженијето ја направивме 8-та поред свечена академија, во чиј склоп беше и симпозиумот на акушерките, каде што ние секоја година знаеме да доделиме некои признанија, плакети, благодарници на најхумани сестри, меѓутоа заради ситуацијата со кочани, оваа година признанието за хуманост го доделивме на сите медицински сестри. На сите медицински сестри во Македонија или на сите медицински сестри кои што беа вклучени при интервенцијата при таа трагедија? Па да, ние на некој начин бевме вклучени сите медицински сестри, меѓутоа ќе се вратам малце поназад, на 5 април имавме прва конференција на Европска конференција на медицински сестри, каде што ги одликувавме болниците, каде што се лекуваја нашите сограѓани надвор од нашата земја. Ќе кажам, значи, АКХ, болницата во Австрија, Пирогов во Бугарија, Клинички центар Ниш, Клинички центар Србија, Војно-медицинска академија, болницата во Грција, во Солун, исто така Клиничка болница Штип, Кочани, 8 септември и секако низ цела Македонија каде што беа. Значи, сите оние кои што несебично се вложија за да им помогнат на повредените од таа ужасна трагедија. Так. Ајде сега, ти како добитник на прво, не го спомнав на почетокот, ти си добитник на 3 ноемвриска награда во 2023 година за совесно работење во твојата служба. Добитник си на, сега овдека си ги запишав овие работи, на признанието најхумана медицинска сестра во 2022 година. И во 2020 година твој текст посветен на Флоренс Најтингел е објавен на Меѓународниот совет на медицински сестри во Женева. Мојот ми сакав да ги прочитам овие работи, дека реално разговараме
сум една медицинска сестра која што е исклучително посветена на својата работа и која што навистина и е призната и на меѓународни рамки за и може да даде конкретни мислења и за состојбите и за воопшто во какви услови работат медицинските сестри кај нас. Па сега сакав конкретно да ми кажеш како вие го прославивте денот на медицинската сестра. Имаше некоја случка во соработка со пожарната и полицијата, кажи ни на кратко за тој настан. Па добро, тековно цела недела имавме доста едукативни настани, предавања, активности. Конкретно за Прилеп ќе кажам дека имавме на симулацијска вежба, бидејќи тука ние сите меѓусебно соработуваме и сакавме да бидеме во таа вежба сите заедно. Значи колешки цел колегиумот примарно здравство, јавно здравство, полицијата, територијалната противпожарна единица во Прилеп, службата за итна медицинска помош, бидејќи ние сепак сме најбитна алка во здравството и без која што не можеме да функционираме. Значи нештото ни беше планирано се тоа да го изведиме тимски. Како помина вежбата, ние како екипа не стигнавме затоа што беше рано наутро, ние бевме на друга задача. Дали имаше посета од граѓани, имаше фидбек затоа што нудевте и бесплатно мерење шејкер и други услуги кои што покрај симулацијата ни беше предвидена со една импровизирана сообраќајна несреќа помеѓу моторно возило, мопед и велосипед, каде што беа вклучени и учениците од средното училиште Ѓорче Петров. Имавме активности за мерење, бесплатно мерење на крвен притисок, на гликемија, давање брошури со едукативен материјал, со пораки за сестринството, пораки за граѓаните. Така, кој е твојата порака кон сите граѓани од твое име лично како лично Елизабета или она медицинската сестра? Медицината е хумана професија, а неја да ја работиш со голема љубов е навистина човечка доблест или благодет. Ние го поменуваме својот живот во грижата за животот и здравјето на другите, односно нашите граѓани. Да бидеш медицинска сестра е исто така како да имаш суштината во своји раце, тоа е животот. Треба да те одликуваат многу особини. Прво да се гледаш себе си како некој херој, да сакаш да им помогнеш на луѓето, да те одликуваат особините на емпатија, човечност. Ајде сега малку сакам да ми каже Елизабета, како едно дете во 8-9 денеска во наше време, 7-8 одделение, кога се одлучуваме што ќе учиме средно училиште, се одлучува да се запише во медицинско училиште? Па добро, аз од секогаш бев сколона, односно со љубов ја гледам таа професија. Меѓутоа во моето потесно семејство имаме медицинари, ќе кажам. Конкретно љубовта и жалбата на мојата мајка. Мојот стрико е исто така општ лекар. И некако цело време подсвесно ги гледав тие нешта, значи ја гледав постојано љубовта што сакаат да ја пружат помагајќи им на другите. Така нештото, значи се всади една голема желба за да и јас бидам еден ден медицинска сестра која што ќе им помагам на останатите, на луѓе. Кој ќе појдеш на едно тако специфично место, има од една страна велат, има желба, има љубов, ама треба да си створен од материјал кој што може да ја поднесе таа професија. Можеш да ми кажеш како изгледаат првите практични вежби кои што се реално допир со крв, да видиш отворена рана, кој што реално и за млад човек понекогаш може да биде стресно, ти мора да го работиш, те припремаат. Како ги чувствуваш тие први добро, првиот контакт, бидејќи јас сум од Охрид, средното образование го продолжи во Државното средно медицинско училиште доктор Јован Калаузи во Битола. Ќе кажам дека сум многу задоволна и што престојува во ученичкиот интернат, каде што реално дете на таа возраст се насочува сам од 14 годишна возраст, се на некој начин се осамостојува. Првиот контакт ни беше во втора година, каде што имавме работа практична во кабинет во самото училиште, каде што
немавме некој директен контакт. Значи, едноставно бевме тогаш период на фаза на припремање за од трета година да почнеме нештото што сме го учеле во кабинет, да го применуваме на болница. На болничките пациенти. Како изгледаше првиот ден за тебе? Во трета година практичен и одиш и веќе во реална атмосфера треба да направиш работи кои што си ги учел до втора година, само теоретски. За секој ученик го доживува нештото стресно, па како ќе боцнеш, па дали правилно нештото, значи се приспитуваш, си го научил за да си, дали си спремен психички за да ги сите маниври што си ги правил на фантом, нештото да го презентираш на пациент. Но сепак се она што се сака, желбата, мотив, емпатијата, сето тоа, значи... Колку зависи тука и водството на професорите кои што се таму по пракса, од докторите кои што ве нагледуваат, колку тие нивното храбрење дека да спремен си да го направиш ова, колку е тоа важно? Многу е важно, но најважно е нештото да го сакаш. Да си роден со таа желба и да знаеш всушност што сакаш и колку ја сакаш професијата. Да ни кажеш нешто за, како што најавивме на почеток, ти си председател на медицинските сестри за примарна заштита. Кажи нешто за тоа здружение, како функционира, која му е целта, која му е задачата? Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки, стоматолошки сестри за нас постои уште од 2017 година, каде што председател и водич ни е магистар сестра Гордана Бешлиовска. Всушност, сдруженијето е предводено ја предводи Унијата на уште 5 други здруженија, а внатре во здруженијето функционираат уште дополнителни 14 друштва на медицински сестри. Кажи ми која е целта на овие здруженија, како функционирате, како се борите за вашите права? Најверојатно како здружение пред се за правата на непартиски, невладино. Здруженијето има за цел да ја афирмира сестринската професија, се бори за законот за сестринска професија, работи просиндикално, бидејќи немаме комора, немаме закон, и цело време се бориме ние, сестрите, преку здруженијето за афирмација на сестринската професија и решавање на сите проблеми кои што не засегат. Велиш нема закон за сестринска професија. Кажи ми како е тоа регулирано воопшто вашето функционирање во системот? Дали треба посебен закон, дали се работи на оваа тема? Значи, ние како здружение, како Унија, постојано работиме да се надминат овие проблеми со актуелните министри за здравство. Бидејќи немаме законска комора, действуваме просиндикално преку нашето здружение и нашето здружение ќе направи се за да биде достоинствено испочитувана нашата професија со сите наши компетенции, како и валоризација на вештините и знаењата на медицинските сестри, како што кажав, со средно високо образование, академски или научни студии. Кажи ми како може да се живее со плата на медицинска сестра во Македонија? Како што знаете, ние работиме тимски, бидејќи ниту една амбуланта, ниту еден доктор не може и не сме да работи без медицинска сестра. Ние сме носители на тимовите, ние сме алката без која што еден здравствен систем не може да обстои. И покрај големиот дефицит, ние дополнително сме дестимулирани и деградирани во нашата професија, немаме стимул за работа. Конкретно за приватниот сектор ќе кажам дека 90% од медицинските сестри работат за жал на минималец. Медицинска сестра работи за минималец во оваа држава. Да. Сега кој што го покачи на 24.000 денари. Значи, 8 сати секојдневно се грижиш за пациенти и ти имаш минимална плата. Како реално треба да работите и на некаков начин ова треба сериозно да се актуализира. Им изборува за 90%. Точно. Јас работам во амбуланта по семејна медицина, кај докторката Гордана Јаневска-Катова. За мене лично ќе кажам дека сум навистина задоволна и јавно се заблагодарувам на докторката за сета... Нема проблем, ќе пратиме фактура, докторке. И се заблагодарувам за сето
одвоено време и потребното време, значи, односно што ми го даде за да можам да ги спроведувам сите овие активности, но ќе застанам на страна на медицинските сестри овај пат. Ќе кажам дека ние не сме стимулирани на работните места. Работата е таа. Ја работиме, значи, буквално од администрација па се до хигиенски работи во истата за, значи, како што кажав, минималната плата. Сега со ова најголемо достигнување на капитациониот, најголемо покачување на капитациониот бод во историјата, каде што ќе може работодавците да вложат во материјалните добра за амбулантите, се надеваме дека ќе биде и покачување на нашите плати. Дел од тие средства да дојдат и во вашиот джеб, затоа што реално навистина не знам, се трудам да најдам пристоен збор како би го искоментирал тоа и не можам да најдам, затоа нема да го искоментирам. Во секој случај, дали во Сдруженијето имате заедништво, дали Сдруженијето барем функционира онака како со иста цел, затоа што не знаеме дека живееме во исклучително партизирано општество, кое што партиите ќе направат се за секој ден искрен изблик на, не знам, на револт или било какво барање на права да го стават што е можно по-далеко од очите на јавноста, за да не се занимаваат со тоа. Дали вие како медицински сестри барем сте сплотени и не дозволувате такви влијанија? Точно, значи, ние цело време во Унијата, во Сдруженијето ги работиме овие актуелни теми, ги бараме, значи, конкретно решенијата и истите ги нудиме. Моментално ќе кажам дека најголем проблем се вработувањето на договор на дело во болниците. Значи, од тук иди она кој што велиме, имаме недостаток на медицински сестри, имаме на биро за вработување. Затоа што најголем дел во државно здравство работат со договор на дело. Така. Како да се смените? Значи, ова е глобален проблем за недостатокот на медицински сестри. Меѓутоа, значи, сестри секогаш фалат и имаме постојано нивна побарувачка, но заради овие големи револти и незадоволства имаме колешки кои што реално веќе се откажале од професијата медицинска сестра и се насочуваат на сосема друга професија. Значи, во држава кај што има недостаток, ние имаме одлевање, значи, за жал не само што имаме одлевање на медицински кадар странство, меѓутоа имаме одлевање и од професијата медицинска сестра во сосема друга професија. Заради овие незадоволства што. Значи, дефинитивно треба да се работи на вработување, на стално вработување во јавните установи. Затоа ние повеќе од потребно законот за сестринство, комората на медицинските сестри, каде што ови работи ги решаваме, значи, на многу повисоко ниво. Јасно, ајде да избегаме сега малку да овие секојдневни проблеми со кои што се соочувате. Јасно е, не сте ценети, не земате доволно плата, во јавните установи се држат на краток ланец со договори на дело и медицинските сестри, како и 90% во јавна администрација во оваа држава. Ајде да се вратиме малку на 2020 година, една од најтравматичните години по нова во историја на човештвото, тоа е пандемијата COVID-19. Кажи ми што значи и како влијаеше воопшто врз оваа професија, во тоа време бевте славени, бевте издигнувани на ниво на херои. Што направи таа пандемија за односот на луѓето кон вас? Дали реално се заборави се што направивте во тој период, како што забораваме се многу брзо, или реално го подобри односот на и гледањето врз вашата работа на обичниот човек? Периодот на COVID навистина е период каде што не само што ќе биде заборавен од надлежните институции, меѓутоа ни остави длабоки физички и психички лузни, кои што ние, медицинскиот персонал, никогаш нема да ги заборавиме, почнувајќи од тешки пациенти. Значи, знаете, се со што се ние соочивме на нашите работни места.
Како една медицинска сестра која што навистина се посветила на својата професија, која што исклучително многу ја сака, и како што сама рече дека без љубов ова не може да се работи, што би препорачала на младите луѓе кои што сакаат да се запишат во медицинско училиште? Како што кажав на почетокот, медицината е хумана професија, а неја да ја работиш со голема љубов и пожртвуваност е навистина човечка доблест и благодат. Ке кажам на идните генерации кои што се на прагот на тоа каде да го продолжат своето школување. Првен би им препорачала да се внесат во таа хумана машина, да се гледа себе си како еден хуманист, човек со емпатија, човек со љубов, човек кој што ќе се бори во иднина не само за животот на пациентите, туку ќе се бори постојано за подобар статус и добивање на сите оние права на медицинските сестри. Бидејќи сестринството не е само професија, туку суштинска алка во здравствениот систем без која што не се може, за која што мора да се обезбеди една автономија, професионален развој, како и соодветна институционална поддршка. Ние сме тие кои што едуцираме, ние сме тие кои што ги превенираме заболувањата, ние сме првиот и за жал и последниот контакт со пациентите, ние сме наставно гласот што води. И затоа ќе тргнем од мотото на нашето здружение кое што вели дека мора постојано да се вложува, да се инвестира во медицинските сестри, бидејќи инвестицијата во медицинските сестри е инвестиција во здрава нација, а нацијата е богатство на една држава. Елизавета, ти благодарам за разговорот. Се надевам дека пред се вие како медицински сестри ќе окренете што е можно повисоко гласот, дека ќе биде слушнат, дека ќе дојдете до посакуваниот и потребниот закон за медицински сестри, за секој да биде вреднуван оноliko колку што работи. И за почеток не сме медицинска сестра да работи за минимална плата. Ти благодарам уште еднаш, а со вас се гледаме следен петок со друг гостин во Отворени моменти.